Добар ден, ученици! Јас сум оделенски наставник Елена Тасевски во Основното училиште Крсте Петков Мисирков, Оризари, Кочани. Денес содржината која што ќе ја работиме во овој час по општество е апарати во домакинството. Кои се целите? Треба да знаете да ги именувате апаратите во домот и да знаете правилно да ги користите истите. Еве на сликата имаме веќе неколку апарати. Ке започнеме со една караница меѓу апаратите, а караницата била за тоа кој е најважен и се одвива во домот на Петар и Ана. Најпрвен се вклучува телевизорот и вели: јас сум најважен, без мене никој не може. Петар и Ана на мене гледаат цртани филмови, а нивната мајка играни, сериски филмови, татко им гледа фудбал. Понатаму се вклучува компјутерот и кажува: јас сум поважен од тебе. Петар игра интересни игри на мене. Ана пребарува податоци за училиште, а нивните родители праќаат пораки за работа. Електричниот шпорот. Залудно се карате. Јас сум најбитниот апарат во домот. Знам да подготвам највкусни јадења. Петар знае да свари чај, а Ана да испржи јајца. Колку вкусно! Радиото и CD системот пак велат. Радиото кажува: јас сум најбитно. Со мене децата слушаат многу убави емисии. CD системот: а пак јас пуштам најубави песни. Фрижидерот: јас ја чувам храната свежа за да не се расипе. Ако не сум јас, сите дома ќе останат гладни. По некое време Петар и Ана се враќаат дома и ја слушаат караницата на електричните апарати и прашуваат: зошто се карате? Тие кажуваат зошто се караат, односно кој од нив е најважен. Причината била кој е најважниот. Петар и Ана им велат: сите вие сте подеднакво важни. Без вас не можеме да си го замислиме животот. Телевизорот, компјутерот, шпоретот, радиото, CD системот и фрижидерот велат: добро, ќе престанеме да се расправаме, но и ние имаме нешто да ви кажеме на вас. Телевизорот: престанете постојано да ги менувате каналите и договорете се што ќе гледате. Компјутерот: не се расправајте, сите користете ме колку што треба, не седете постојано на мене. Електричниот шпорет: внимавајте кога ракувате со мене и чувајте се од опасности. Радиото: користете ми и мене, не заборавајте ме. CD системот: не пуштајте многу гласна музика, внимавајте како ракувате со мене и исклучувајте ме. А фрижидерот им вели: не исклучувајте ме од штекерот, немој да гребете мраз и затварајте мојата врата, за да можам да ладам добро. Петар и Ана се размислиле и сфатиле дека навистина го прават тоа, но рекле: ветуваме дека ќе се поправиме во иднина. И тука престанала караницата помеѓу апаратите. Ние покрај овие апарати во домот имаме и други електрични апарати. Ајде да ги именуваме, односно да кажеме што се има на овие слики. Аспиратор, бойлер, машина за миење садови, микропечка, перална, грејалка, тостер, првосмукалка, миксер, пегла, фен за коса. Значи, овие апарати се викаат уште електрични апарати, бидејќи работат на струја. Вие веќе знаете да ги кажете, но како правилно се користат апаратите? За некои од нив веќе напоменавме. Но за сите апарати важи: исклучете ги апаратите од електрична струја веднаш по нивната употреба. Внимателно ракувајте со апаратот, нека не работи напразно.
Не притискајте ги копчињата на апаратите без потреба. Домашна задача: нацртајте неколку апарати во домот и именувајте ги. Ви благодарам на вниманието.